важно да им се помогне. Вели премиере, во минатото како лекар најчесто луѓето доаѓаа кај мене. Ги гледав нивните маки, ама од друг аспект. Сега јас им одев дома, од куќа на куќа, од врата на врата, од стан во стан. Сите ме примаа и ја видов нивната мака во нивните домови. Вели, луѓето имаат голема мака во овој град, или по-охридски луѓето, како што вели тој. Имаат голема мака. Мораме да најдеме начин да им помогнеме. Мора некако да се најдат фирми тука во Охрид да дојдат, во Охридско-Струшкиот регион, да вработат луѓе, да се отворат нови работни места. Јас му објаснував како одат работите, дека најчесто инвеститорите сами бираат, меѓутоа му ветив дека ќе вложиме двојни напори, да убедуваме компании тука во Охрид, Струга, Охридско-Струшкиот регион да отворат нови работни места. Потоа ги собрав луѓето од нашиот тим. Им го прераскажав разговорот кој што беше многу искрен, многу отворен, многу директен, многу искрен. И можам да кажам дека го паметам од збор до збор, докторе и градоначалниче. И побарав од луѓето во мојот тим да вложат двојни напори во убедување на компании да дојдат тука. И не мислев дека толку брзо ќе успееме, но еве го, фала му на Бог. Две компании објавија дека ќе инвестираат во регионот Охрид-Струга. Едната ќе вработи 800, втората 1000 луѓе, вкупно 1800 нови работни места за Охридско-Струшкиот регион. Тоа е нашата борба. Така ние ги гледаме работите, така ние разговараме кога се гледаме. Таков е нашиот однос. Тоа е нашиот фокус. И драги пријатели, морам да ви кажам дека се радував многу повеќе од многу охриѓани кога ме информираа дека токму во овој регион овие две германски гиганти одлучија да отворат фабрики. Многу сум среќен заради тоа, затоа што знам дека ќе се отворат директни 1800 нови работни места, плюс многу индиректни, затоа што сите тие фабрики, тоа се огромни капацитети, имаат потреба од разни делчиња, штрафчиња, услуги, ова да им се достави, тоа да им се достави. Многу фирми околу нив ќе живнат, ќе добијат работа и тие ќе отворат по некој работно место. Дошла нова фабрика и треба нешто да се произведе, некој ситно делче, некој го проширил погонот или отворил нов, ги снабдува, вработил петорица нови. Друг требало да носи храна за фабриката, се вработиле нови 20 луѓе. Трет, требало некој кабел да се набави, да се донеси и тој отворил нови. Тоа се тие индиректни работни места. А многу често таквите фабрики носат и други помали со нив, кои што се нивни снабдувачи на некои репроматеријали. Како што еве да речиме во Кавадарци сега доаѓа уште една фирма со 150 вработувања заради Драгстермајер. И да речиме ова едната од овие компании што доаѓа тука, доаѓа откако нејзиниот партнер реши да дојде во Кичево и да отвори 1000 нови работни места. Key Safety Systems во Кичево. Значи работите се врзани. И мислам дека на Македонија и требаат уште 30 на вакви крупни фабрики, за да после го добиеме ефектот на снежна топка. Снежна топка која ќе почне да се тркава, на почетокот е мала. Но колку повеќе се тркава, толку станува поголема. Во еден момент, уште сега се отворија доста фабрики и се најавија доста дека ќе почнат да се градат. Еве во Велес почна градбата на Макар, 3 месеци ја објавија, сега почнаа да копаат темели на фабриката. Колку повеќе вакви се отвараат фабрики, толку повеќе ќе го добиеме ефектот на снежна топка. Толку повеќе нивните добавувачи ќе доаѓаат во Македонија. Нивната конкуренција ќе доаѓа во Македонија. Да речиме, Key Safety Systems се заинтересира за Македонија откако нивниот конкурент Johnson Controls отвори 2 фабрики. Ги сретнавме во Штутгарт, имавме разговор, како се заинтересиравте? Абе вика, гледаме конкуренцијата, 2 фабрики отвора таму, мора да има нешто. Гледаме добро продаваат, ни зимаат пазари. Значи имаат и квалитетен производ и со достапна цена. Така се заинтересиравме за вас и еве чувме дека доаѓате во Штутгарт, дојдовме да се видиме. И ние сакаме да дојдеме. И да бидеме и партнери со некои од компаниите што веќе ни се партнери и што веќе инвестираат во Македонија.
така одат работите. И мене ме радува што веќе направивме една до некаде критична маса на компании која ќе ни помогне наредната група од 30 компании да биде побрзо и да се создаде една критична маса на компании и отворени нови работни места, кои потоа сами по себе ќе влечат нови фирми со помала наша активност. Ќе доаѓаат повеќе инвеститори. Тоа ни е целта. И јас сум убеден дека таа цел ќе оствариме во наредниот мандат. Затоа што и ветуваме и ќе бидеме фокусирани на отворање на најмалку нови 30 фабрики во Македонија, во слободните економски зони, со најмалку нови 10.000 работни места. Тоа е дел од нашите цели. Така што, драги пријатели, ете, тоа е една приказна што сакав да ви ја кажам, која што една година ја живеам и не сум ја кажал досега никому, дури не му кажав ни градоначалникот дека воопшто ќе спомнам за тоа. Така беше, градоначалници, нели? Така беше. Драги пријатели, во новата програма, во соработка со градоначалникот, размислуваме да најдеме начин од следната година, не само што се отворија нови ефтини авиолинии за Скопје, да почнат да се отвораат и за Охрид. И првата дестинација да биде Лондон, затоа што од таму секогаш доаѓаат многу туристи на сите места, па зошто да ги нема и во Република Македонија и во Охрид овдека. Така што еве, разговаравме веќе со градоначалникот за следната година да се направи обид, да се донесат англиски туристи во Охрид. Предвидовме и целосна реконструкција на специјалната болница Свети Еразмо во Охрид, доградба на старата болничка зграда, реновирање на операционите сали и реорганизирање на постојните оделенија, се со цел пациентите да добијат што подобри здравствени услуги. Ветуваме изградба на 3 училишни спортски сали во Охрид, и тоа во средните училишта Свети Наум Охридски и Кочо Рацин и во основното училиште Ванчо Николевски во населеното место Лесковец. Планираме изградба на патека, пешачка патека, од овде од поштадот, покрај езерото, до црквата Свети Јован Канео и поврзување со патека до плажата Лабиново. Тоа е, знаете вие добро, подобро од мене, зад Канео. Дел од таа патека ќе биде градена внатре во езерото, затоа што просторот е заземен од некои ресторани. Целта е да се направи подобра туристичка понуда, да луѓето не само во оној правец, да можат и во другиот правец, да имаат пешачка патека и за вас, за охријани, и за туристите, а нема да биде лошо и за тие што имаат ресторани таму. Понатаму, предвидуваме реконструкција на патниот правец помеѓу населените места Горно Лакочери и Долно Лакочери. Ветуваме изградба на канализациона мрежа во населеното место Лесковец. Предвидуваме санација и реконструкција на пристаништата и пристапните платформи во населените места Пештани, Трпејица и Свети Наум. Се планира да се изработи физибилити студија, се изработи физибилити веќе студија, и во оваа фаза се работи мастер план за развој на ски центар во Националниот парк Галичица. Со ова ќе се пристапи кон изнаоѓање на стратешки партнер за развој на ски центар на планината Галичица по моделот на јавно-приватно партнерство. Целта е Охрид да биде подеднакво атрактивен и во лето и во зима. Ние веруваме и се надеваме дека откако ќе биде готов мастер планот и откако ќе направиме негова добра реклама низ Европа и низ светот, дека ќе најдеме инвеститор кој ќе инвестира и ќе направи уште посилен туристички бренд од Охрид. Исто така, во Охрид планираме градба на експресен пат 4 ленти помеѓу Охрид и Пештани. Тоа е нов пат од 4 ленти над овој што е сега постојниот пат покрај езерото, позади селото, односно на селбата Пештани. Планираме да се заврши градбата на комплексот кај Плаошник и да биде нова туристичка понуда. Беа представници на УНЕСКО, го видела, го поддржува, дадоа мали ситни корекции, ги прифативме, ја продолжуваме и ќе ја завршиме градбата на комплексот околу црквата кај Плаошник со нови комплекси кои ќе бидат нова, сериозна туристичка понуда во Охрид.
Наскоро очекуваме во наредните неколку месеци, можеби и наредниот месец, во Охрид да почне градба на прв хотел со 5 звезди и прв хотел кој ќе биде дел од меѓународен ланец Small Luxury Hotels. Охрид ќе има поголема туристичка понуда на тој начин, бидејќи досега нема 5 звезди во меѓународни рамки. Мислам, оценување во меѓународни рамки. И досега нема хотел кој што е дел од некој меѓународен ланец. Но нема да застанеме тука, ќе се трудиме повеќе такви хотели да дојдат во Охрид. Или да се изградат, или да се адаптираат во таков вид хотели. Наскоро почнува градбата на зоната, на технолошко-индустријската развојна зона Струга Охрид. Се вршат последните експроприации и очекувам наскоро да почне во наредните 3-4 месеци да почне градбата на зоната Струга Охрид, во која што ќе се сместат многу инвеститори и ќе отворат нови работни места. Овие два германски гиганта ќе започнат до крајот на годинава во браунфилд инвестиција, тоа значи во некоја постоечка хала, која што не се користи, а додека работат во тие браунфилд инвестиции, во тие хали, ќе градат нова фабрика во таа зона, односно 2 нови фабрики во таа зона. Значи зоната уште не почнава да се гради, а веќе 2 компании објавија дека во таа зона ќе изградат своји фабрики, своји капацитети. Исто така, иако за ова не сакам сега да дадам ветување што ќе го кажам, но сакам да информирам дека сме во сериозни разговори со крупна компанија од една средноевропска држава, крупна државна компанија од една средноевропска држава, за таа да стане стратешки партнер на Охридски ЕМО. Значи, за ова напоменувам дека не можам се уште да дадам ветување, затоа што разговорите се во тек. Информирам затоа што искажаа многу сериозна заинтересираност. Ќе направиме се што е во наша моќ да ги убедиме да го повлечат тој чекор. Во случај да не успееме, ќе продолжиме да работиме на некои други такви инвеститори да влезат и ЕМО да стане тоа што бил некогаш. Силен, јак, моќен, со многу вработени. Не сме го заборавиле тоа, работиме на тоа. На Универзитетот Свети Апостол Павле се предвидуваат нови насоки, нови студии и нова понуда за студентите. Се предвидуваат и нови простори за овој универзитет. Тие ќе заземат еден дел од касарната, каде што годинава ќе почни целосна реконструкција и адаптација на тие простори. А во овој дел работиме со една друга, за воведување на еден друг факултет. Имено работиме на една пред нас поставена задача, Универзитетот Гоце Делчев да отвори студии по филмска академија, постдипломски студии, заедно со една од најпознатите школи за филм од Европа и од светот. За сега не би го сакал да го откривам нивното име, и тоа да биде лоцирано тука во Охрид. За сега сме на добар пат, неколку години преговараме, за сега имаме неформална потврда од нивна страна, работат на таа подготовка, но додека не го завршиме, не сакам да ветам. Ако тоа се случи, тоа нема да биде само факултет на Универзитетот Гоце Делчев, Филмска академија, туку ќе биде регионален центар на тој универзитет за кој што зборувам, кој што е познат во европски и во светски рамки. Драги пријатели, овдека во Охрид предвидуваме дисперзирана паралелка на Спортската академија од Скопје. Во Охрид ќе има академија за фудбал како средно училиште, академија за кошарка како средно училиште, академија за тенис и академија за ракомет. Се разбира ако има доволен интерес од ученици што би сакале да се запишат. И не случајно во Охрид се концентрираме на фудбалски терени и во Охрид ќе се концентрираме на спортски сали. Затоа што има многу млади таленти и во фудбал, и во кошарка, и во ракомет, и во тенис, кои што доколку ја добијат оваа можност, средното училиште да го поминат во оваа спортска академија, тоа за нив ќе значи во исто време и да го завршат средното училиште со диплома со која после можат да продолжат и на факултет. Заокружи број 5.
и гласај за 2046 нови проекти кои што докажано се реализираат. Проверено. Прочитај целата изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.